Околу 40 ученика за прв пат ќе седнат во училишните клупи во општина Карбинци. Во 9 подрачни училишта и Централното училиште во Карбинци, постојано изминатиот период се инвестираше за подобрување на условите за учениците и наставниците. Се изгради ново училиште во село Таринци, се работеше на училиштето во село Крупиште, а наредниот месец треба да започнат активностите за реконструкција на училишната зграда во село Радање. Оваа година е буквално идентична со бројот на запишани дечиња во прво оделение. Се работи за вкупна бројка околу 40 првачиња кои што за прв пат ќе го започнат своето образование во училиштата на територија на општина Карбинци. Општина Карбинци има 9 подрачни училишта во 9 населени места и Централното училиште во село Карбинци до 9-то оделение. Буквално во секое едно од овие училишта, општина Карбинци во изминатиот период вложуваше и ќе вложува се уште за подобрување пред се на условите за посетување на настава, но и во делот на самиот образовен процес. Оно што можам со задоволство да го кажам е дека во изминатиот период изградивме едно целосно ново училиште во Таринци кое што го нарековме доградба и реконструкција, но тоа е едно буквално ново училиште со модерни услови. Се реконструираше дел и обновуваше опремата во подрачното училиште во село Крупиште. На територија на општина Карбинци дел од подрачните училишта се уште се греат на дрва. Како што посочи Паунов, се прават напори да се промени начинот на затоплување на училниците, односно да се греат на клима уреди. Тоа се оние училишта во селата Парналија, Кучица и Калузлија и училиштето во село Оџалија, да не го заборавам. Така да, но веќе и таму разговаравме за опција која што ќе биде нормално избор на самото училиште, тоа е загревање со инвертер клима уреди, кои што дополнително ќе можат да го користат или да биде алтернатива за затоплување. Сепак тие се планински населени места и е потребно значително порано да се започне за грејната сезона, но и да се затоплат на еден поинаков начин поради нормално пониските температури во тој дел. Така да генерално на другите локации мислам дека имаме веќе една поинаква слика и во делот на загревањето, имаме енергетско ефикасни фасади на поголем дел од училиштата, дел треба и да доработиме, но генерално овој систем веќе функционира на промена на системот за загревање. Бројот на запишани првачиња оваа година е речиси идентичен како и претходната, а општината дополнително и помага на првачињата со самиот почеток на новата учебна година.